Добар ден, почитувани. Веста која што одекна можеби и деновиве дека македонскиот готвач Дејан Христовски го посети пекиншкото стручно училиште Чанг Пинг. Амбасадата велат останува посветена на промовирање и уште поголема размена и соработка помеѓу Скопје, Македонија и Република Кина. Многу ми е драго што има можност да ја следам кариерата токму на мојот денешен соговорник и гостин во Скопје ми е дома, со кого ќе разговараме малку повеќе и за неговата кариера и сето она кое што го прави како гласник и амбасадор на главниот град надвор низ целиот свет и секако на Македонија. Велам добре дојде и добро вечер на Дејан Христовски, веќе познато ТВ лице, готвач, професор и што ли уште не во вашата биографија. Дејан, благодарам што прифативте мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Како сте после Кина? Нихао, до тебе, Вики, до сите останати гледачи. Прекрасно. Тука сум, меѓутоа со паметот сум се уште таму. Она што го доживеав, навистина би го препорачал на сите оние кои имаат можност да посетат Кина и вистински да уживаат не само во незината убавина историја, него и во народот кој живее таму, затоа што тој е се уште народ кој има вистинска почит. Гледајќи ги сите фотографии, видеоматеријали споделени на социјалните мрежи кои што можевме да ги забележиме од ваша страна, јас на вистина се соживеав со сето тоа таму кое што се случувало и на вистина како да бевте дел од сите тие луѓе, од сета таа традиција таму. Што се случуваше во Кина и како дојде до соработката помеѓу Македонија и Кина секако? Минатата година за прв пат преку мој драг пријател Мики Црнокрак и неговиот пријател Замир Хусеинов од Азербејџан, кои организираат мисна убавина, отидов за прв пат, бев поканет на голем надпревар 100 најдобри од светот. Така се вика и компанијата на господинот Замир. Тоа не значи дека се 100 најдобри готвачи, меѓутоа се 100 луѓе кои вистински уживаат во гастрономијата, живеат со нејзе и ја работат, и во Кина ги канат да се представат не само со квалитетот и вкусот на храната што ќе ја сготва таму, него да бидат и вистински амбасадори на земјата од каде што доаѓаат. Таа чест за прв пат таа прилика за прв пат лани ми припадна на мене и вистински бев воодушевен и кога отидов таму, доживеав нешто кое до тогаш го немав доживеано. Прво, толку многу народ, одлична организација, правила на игра, почит, принципи. Се онака како што би сакал да биде овде кај нас. Што тоа го имаме овде во Скопје? Старо Скопје или Ново Скопје? Сегашното Скопје. Сегашното Скопје. Сегашното Скопје воопшто не е слично како минатото Скопје. Минатото Скопје, кога јас растев, беше сосема различно од ова. Ние секојдневно игравме со другарите, со велосипеди, одевме во сите населби да ги запознаеме, да видиме каде се, што се, имаше вистинска дружба од утро до вечер. Сите си ги завршуваа своите работи, околу 14 часот и 15 часот, кај да поминеш се чувствуваше мирис на вкусно сготвена, тазе сготвена храна и музика. А таму кај што има мирис на храна и кај што се слуша музика, таму има мир, хармонија и живот. Да, значи тогаш сите мораше да седнеме на маса во 14 или во 15 часот да ручаме. Сите заедно така. 2 часа беа за одмор и после 17 часот почнуваше повторно животот. И сите бевме полни со енергија. Имаше многу убави моменти, посебно за средношколските, тинеџерските денови. Тука беа Ани, Бони, Тропикана, Хардрок, Мусандра, многу дискотеки, многу убав живот. После училиште, навечер, викендите беа секогаш исполнети. Дискотеките работеа одлично, сите се забавуваа. Сега тој момент со новите технологии и со ретре други работи не се чувствува во градот, за жал, а навистина ни е многу потребен. Во моментов осеќам и гледам дека имаме доста странци кои доаѓаат да го посетат нашиот град и повеќе внимание се обрнува
на нив отколку на самите граѓани според мене. Деновиве имав прилика да го прошетам централното градско подрачје во вечерните часови и навистина сликата беше навистина само странски посетители. Велам каде се скопјани, каде се локалците, каде се луѓево. Некогаш ни беше задоволство и цела организација од населбата каде што живеам во аеродром, да се собереме 15 на деца или неколку фамилии со децата и едноставно да појдеме кај Чичко Стоилко на сендвич со плескавица. Тоа не привлекуваше, тоа ни беше доживување. Денеска има места каде да се појде, меѓутоа многу е брз животот. А за скопјани повторно да почнат да го посетуваат централното подрачје на нашиот град, треба нешто да се направи за нив што ќе ги викне. Нели во еден добар ресторан, најдобриот маркетинг е кога некој ќе каже во тој и тој ресторан работи готвачот на кој специјалност му е тоа и тоа. И тогаш сите одиме таму да пробаме што тој готвач всушност направил и што е толку добро. Исто така и на градот. Му недостасува нешто кое ќе не викне. Да бидеме присутни. Ги споменавме странските туристи, несомнено и за нас, меѓутоа и за нив, велат дека македонската кујна им е умилена. Зошто е тоа така од човек во прво лице кој што е професионалец во таа област? Македонската традиционална кујна е навистина нешто кое бара многу внимание, секогаш се готвела со позитивна енергија и со многу љубов. Најчесто да се нахрани фамилијата, децата, сопругот, дедото, бабата и така натаму. Нема ништо поубаво од тоа човек да знае како да направи убаво и вкусно јадење, затоа што тоа е среќа. Како што кажав и претходно, каде што се чувствува мирис на храна и каде што се слуша музика, таму има мир и хармонија. Токму тоа го прави нашата македонска традиционална кујна. Не само што луѓето јадат, него она спојува. Затоа што нашата традиција е таква. Треба да се седне на маса со предјадење, со главно јадење, со десерт, со убави муабети. Меѓутоа, кај нас сето тоа кога се нареди на масата, масата е полна, а викаат цело е кога е се. Така е. И плюс тоа кога ќе се сготви онака полека и традиционално како што заслужува, да се добие тој препознатлив вкус. Има ли добри гастрономски понуди главниот град што можете да се вкуси овде? Нешто карактеристично, специфично за Скопје, кое што само како такво можат овде да го вкусат посетителите? Има токму како што кажав наша традиционална кујна, меѓутоа од што јас не сум задоволен, се повеќе и повеќе рестораните го имаат истото јадење на истиот начин. Треба нешто да се промени, ако ништо друго, сервисот на храната. Кафеана која ми се допаѓа, без да правам реклама, каде што вистински се почитува традицијата, така и се сервира, е Чардак кафаната. Ја почитувам затоа што мојата баба, кога дошле во Скопје од Куманово, била главен мајстор во кафаната Чардак, а потоа и во Кермес. Меѓутоа, они се уште имаат задржано некој таков убав традиционален начин, да не се навредат. Другите имаме многу ресторани и кафеани кои ја почитуваат традицијата. Меѓутоа, таму со тивката музика, со целиот тој систем на функционирање и сервис на храна, мене навистина ми се допаѓа. И тоа навистина многу привлекува странски туристи. Еве сега во Кина, они не отстапуваат од нивното. Они го почитуваат и така комплетно го нудат. Исто како и нас, меѓутоа, овде не секогаш се чувствувам како традиционално, онака убаво, мераклиски како некогаш. Секогаш нешто недостига, а може да биде се. Доколку би сакале. Така, и доколку сите одиме во тие насоки и во таа насока. Храна, вкусови, традиција, меѓутоа и професионализам, несомнено професијата готвач, меѓутоа од друга страна и професијата професор, секако во средното стручно училиште на град Скопје Лазар Танев, кое што неодамна имаше отворен ден кој што можевме да го проследиме. Беше убава да се види таа слика со многу средошколци кои што одлучиле занаетот
да стане нивна професија? Има ли ученици заинтересирани за, конкретно за готвач? Јас прво би сакал да поразговараме за професијата готвач и за училиштето. Кога ќе дојдат во нашето училиште младите луѓе, наша главна задача е да им ја дадеме основата. Што значи тоа? Да се научи што е кујна, видови кујни, алати, буквално да се научи терминологијата, јазикот на кој се говори во кујната. А тоа не е само јазик на кој се говори, него начин на подготовка на продукти. Многу е убаво за тоа што не постои подобра професија од тоа да бидеш готвач, да знаеш да си изготвиш храна и да ја погодиш кога ќе јадеш, да ти биде вкусно, убаво и да те направи среќен. Токму тоа Лазар Само кај мене, извини што ќе те прекинам, јас веќе предов и на ти, се надевам не е проблем, се чувствувам така слободно и непосредно во емисијата. Само кај мене изгледа тоа функционира обратно, се што јас ќе си изготвам ми е помалку вкусно од тоа друг да ми изготви. Можеш слободно да дојдеш во нашето училиште и со неколку часа. Прво малце теорија, затоа што научам најверојатно. Така, теоријата е споена со практичната настава и тоа е многу важно. Она што јас и моите колеги ќе им го кажеме на теорија, одиме во кабинети практична настава, каде што и директно тоа им покажуваме како треба да биде комплетно целиот процес од почетокот до крајот. Меѓутоа, тоа значи како да ги одбереме продуктите, како да ги донесеме до кујната, како да ги обработиме, како да ги складираме, како од нив да направиме добра припрема и на крај да финишираме, затоа што добрата припрема, верувајте, е 99% успех во работа. Верувам дека е така, меѓутоа верувам дека и љубовта кон професијата е секако пресудна, љубовта кон готвењето, тоа или го сакаш или не го сакаш, не може да ти се вкорени. Спомена и твојата баба, верувам дека тоа и си влече корени во гените. Лазар Танев, Средно стручно училиште на град Скопје, повеќе струки, повеќе професии, конкретно за готвачите, за оние кои што одлучуваат за келнери во угостителските објекти. Ќе го поврзам прашањето со колку Скопје нуди понуда за овие деца кои што одлучиле ова да го работат и преку лето кој што е потребно да одати на пракса секако. Има ли угостителски објекти во градов? Одлично. Ние имаме одлична соработка со угостителските објекти во градот, вклучувајќи ги нели и хотелите. И нашите деца во текот на целата учебна година, еднаш во неделата, ги посетуваат тие објекти, имаат склучено нели договор за соработка и така натаму, за децата да бидат и сигурни. Преку летото одат на летна феријална пракса, 30 дена, од 15 јуни до 15 јули и од 16 јули до 16 август или 15 август. И таму буквално работат со сите вработени заедно, да го почувствуваат оној момент што е навистина кујна и како треба да функционира. Сега, ние ги учиме да функционираат по систем кој ги има прифатено целиот свет. Јас ќе го споменам Џорџ Огис Ескофиер, таткото на модерната француска кујна, кој направил 1903 година Библија гастрономска со 5000 рецепти и комплетен систем кој го нарекол бригаден систем, што значи почитна хиерархија, позиција, човек на секоја позиција. Што значи дека тој човек за својата позиција од почетокот до крајот треба да се грижи како за свое царство. Не сите наши објекти во градот ги исполнуваат тие услови, меѓутоа гледам дека во последно време навистина сакаат да донесат апарати кои ќе донесат баланс во обработка на сеј стандард во квалитет, модерни апарати за обработка на сите продукти, посебно на месо. Значи, полека идеме нагоре, меѓутоа тоа е многу споро. Светот е многу напред. И во светот ниту еден човек, каков и да е угостител, не смее да отвори угостителски објект додека не ги исполни сите тие правила. За негово добро. Затоа што ако вработените кои се душа на секој угостителски објект се задоволни и насмејани се враќаат дома, ние немаме проблем. Тоа се случува кога ќе ги исполнат сите услови за да функционираат нормално.
Сегде каде што недостига еден или двајца и секаде каде што нема доволно се што е потребно, таму имаме проблем. Може би радува фактот што се повеќе млади одлучуваат да завршат занает, што е многу добро за денешно време, бидејќи се повеќе занаети се бараат. Има дефицит на пазарот. Зошто е тоа така, нема да навлегуваме, знаеме. Колку од друга страна живее занаетот и занаетчиството во главниот град, може би пак една паралела да направиме? Одлично. Некогаш чаршијата, Скопската чаршија, каде што беше срцето на занаетот во градот Скопје, функционираше безпрекорно. Не требаше да се потпише договор, сема требаше да се подаде рака и да се погледне во очи. Да се биде чирак во занает, значи многу и се почнува од метлата. Ама тој што почнал од метлата, ќе заврши како халфа или главен мајстор на крајот, што значи дека го научил занаетот. Луѓето во чаршијата се почитуваа многу по тоа колку си ти добар во занаетот што го работиш. Едно време го снема занаетот. Многу занаети почна да ги снемува, да не ги гледаме, да не ги чувствуваме, тоа е најголемиот проблем. Денеска повторно, полека, меѓутоа занаетот се враќа што значи да се биде готвач. Добар готвач е одличен занает. Човек кој знае да организира, човек кој знае да сготви и човек кој е чорбаџија. Некогаш чорбаџијата се почитуваше по фатот и по вкусот на храната што ги прави. Денеска се почитува исто поради тоа, меѓутоа и според неговата одговорност. Зелен лидер треба да заштеди на продукти, треба да заштеди на отпад од продукти, треба да заштеди на електрична енергија, треба да биде свесен за се. Токму тоа ги учиме нашите ученици. И затоа ги повикувам сите оние кои сакаат. Ако се запишале негде, ова може би е безобразно, меѓутоа осетат дека тоа не ги привлекува доволно. Нека дојдат, нека прошетаат во нашето училиште или во некое друго, она што ги интересира. Затоа што секој занает е многу вредно нешто. Ја препознаваат ли вредноста на стручната работа, младите кадри, во непосреден контакт и допир сте со нив секако? Она што јас на првиот час го кажувам на моите ученици е дека прво е потребна желба. Потоа е потребно внимание, а на крајот доаѓа љубовта или позитивата. Нели, ако имаат желба, треба да дадат внимание, треба да бидат послушни, треба да слушаат што им кажуваме, тоа да го применуваат, да вложат малце во себе, затоа што не постои човек на светов ако не вложи да добие. Така, мораме да дадеме за да добиеме. Токму таа основа која ќе ја научат они таму и ако продолжат да ја применуваат, дома ќе се враќаат насмејани и ќе имаат енергија да продолжат понатаму, затоа што ќе знаат како да се справат со се. Затоа е потребно нели искуство, не може кога ќе излезат од школа веднаш да го прават тоа, меѓутоа и самите угостители треба да знаат дека тоа не се готови работници, него тоа се деца кои допрва учат за да станат готвачи, келнери, сладкари, месопреработувачи, туристички угостители. Имаме и менториран клас. Тоа се најдобрите ученици од сите 3 години од готвачи, па потоа може да го продолжат образованието и понатаму да ќе се запишат на било кој факултет, да продолжат во стручните факултети, а нема ништо поубаво тоа човек да се надоградува. Токму така и да се работат со ништото и она некој што го сака. Сега споменавме храна, споменавме професија, споменавме туристичка понуда која што може да ја даде главниот град на странските туристи. Имаме ли добра туристичка понуда и што се може да видат овде странските посетители покрај храната која што може да ја вкусат? Еве ги споменавме местата, култните обележја како старата Скопска чаршија, која што несомнено е избор на било кој од странските туристи кои што те одлучуваат за прв пат можеби да го посетат градот, па старата Скопска чаршија, камениот мост, улицата Македонија, има Скопје што да има многу. Велат на прашањето што е келнер. Келнерот е најдобар продавач на светот. Кај нас во училиштето има
и деца млади кои сакаат да работат во туристички агенции, да бидат туристички водичи и така натаму. Кога ќе ја научат материјата, они ќе бидат одлични во она што го работат. А ние имаме доста добри туристички водичи кои го познаваат Скопје, околината и цела Македонија, да не кажам и Балканот, и туристите кои доаѓаат во Скопје. Можеби не се туристи кои можат многу да потрошат, меѓутоа можат да раскажат приказката кога ќе се вратат дома. Можат едноставно да уживаат во сето она што ние го имаме. А имаме навистина многу. Навистина многу кога станува збор за туристи. Кога на некого ќе му го представувам градот Скопје или градот Охрид, нашиот бисер, јас велам во Охрид имаме 365 цркви, за секој ден во годината по една. Како? И веќе почнува приказката. Се префрлам на Валандово, се префрлам на Битола. Значи, има многу што. Ние сме мали, меѓутоа многу сме богати. Првенствено имаме вода, имаме почва, имаме ветар, имаме природа, имаме се што ни е потребно, само сето тоа треба Како, да го Дејан, тебе ти искористиме. се допаѓа денешната слика на главниот град? Многу е сив. Многу е сив, еве гледаш. Гледаат и гледачите. Мора малку да оживее. На овој град му треба нешто ново, енергија. Скопје радости ќе видиш. Да. Убав ни е градот, раздвижен е, има многу луѓе. Овој град има душа, Има. според мене. Меѓутоа, секој од нас треба да придонесе. Ова е град на луѓе со голема душа. Старите скопјани биле еснав луѓе. Дамите биле секогаш дами, а господата биле секогаш господа. Со шапка, дотерани. Кога излезе да прошета, сите да го видат. Нели? Ти не достига нешто конкретно од старото Скопје? Да, ми не достигаат тие стари скопјани, тој стар стил на начин и таа култура. Тогаш тоа ме потсекаше на многу голема светска метропола, каде што навистина луѓето боемски се однесува и господски. Овде во целата оваа гужва тоа не го гледам веќе. Секој негде брза, секој нема трпение. Да, кон тоа и јас ке целев, мене ми не достига малку пожив центар на градот, да се знае дека тоа е центар на главен град, ми фали таа слика. Моите деца, имам две керки, Лина и Каја, поздрав до нив, никогаш до сега не ми рекле да одиме во центарот на градот. Живееме во аеродром, како што кажав, тука имаме се, не ни треба ништо, нема што да ги привлече. А замислете каде се тезгите, каде се сите оние занаетчи кои печеа, правеа и продаваа нешто ситно. Ми не па на достига крај крајово центар сенки и да се плоштад на главен град, Да. како европските градови кои што ги посетуваме и прво не носат во центарот, на плоштадот. Токму Мислам, така. нема... Ми не достига и мене тој момент. Ќе се врати, се надевам полека. Како? И Ајде во апел која до сите, насока да. ќе- Посебно до градот Скопје и почит до градоначелникот. Ајде да направиме сите нешто заедно и да го оживееме градот. Има ли Скопје мирис, вкус, традиција која што секогаш те враќа назад во детството, каде го помина детството, како растеше, каде се движеше најмногу? Во населбата Ѓорче, таму сум, нели... Значи сега спротивно на Да, од другиот едниот крај. на другиот крај до прво деление бевме во Ѓорче, потоа населба, аеродром, нова населба, се преселивме таму и таму сум од 82 година и не знам дали би можел да живеам. Убав ли во некоја- аеродром денес? Најубав, најмодерен и софистициран. И имаме све таму, како што кажав, ништо не привлекува на кај центарот, за жал. И едноставно уживам во аеродром, затоа што таму ми се и сите пријатели. Таму ми е се, таму ми се спомените од основно, таму ми се спомените од средно образование, нели заедно угостителско аеродром и така натаму. Целиот живот ми е таму. И секоја година станува се поубава и поубава Аеродром се населба. менува, да, од ден во ден се менува. Многу го натрупаа со згради, тоа не ми се допаѓа. Ние имавме Маракана, ја викавме сега кај што беше Макдоналдс Тренд и сите тие други згради, тоа беше ливада каде што сите ние игравме таму фудбал, ово, не се дружевме.
беше многу интересно. Стариот дел на Бисер. Едноставно, имавме неколку флиперници и билиард клубови, каде што идевме сите заедно, различни генерации. Животот беше многу убав, игравме джамли, игравме жмуркана топка, до Савајле до 5 саат ни вика сите постари чичковци и тетки, да не бидеме толку гласни. Значи, летото беше вистинско Како дозволивме уживање. од тогаш до денес да ни се случи ова и да се случи вандализам, ете последно во аеродром? Група деца крша, каде подваливме? Тоа што дозволивме градот да прими многу повеќе жители од тоа што имаше тогаш. Многу е населен градот. На секој ќош има зграда. На секој ќош, како печурки, растат угостителски објекти. Значи, нема некако ред. Според мене, тогаш се знаеше која населба и која населба. И што се прави таму. Имаше поделба, се знаеше кај се оди на кебаб, кај се оди на плес, кај се оди на чорба, кај се оди на риба, кај се оди на музика, летни бавчи. Еве го воен базен во аеродром. Таму беа најубавата... Не знам дали функционира. Не знам дали функционира сега, лани Мислам функционираше. дека е отворена, но не знам како функционира. Меѓутоа, преку ден младите одеа тогаш, нели, воен базен беше, војните лица и нивните фамилии смеа да одат таму, ама нас ни даваа пропусници, одевме и ние. Тоа беше само за војните лица? Да, на времето, да. Имаше воена бавча, значи летна бавча каде што се печеше стара македонска скара, кебапите на скарата со две тањирчиња се вртеа, музиката свиреше, луѓето играа, се забавуваа и ке се вратеа до 12-1 дома, срекни, задоволни. Децата преку ден на базен, возрастните и не беше скапо. Беше убаво, корисно за сите. И сега ми фали, секогаш кога поминувам покрај воениот базен, секогаш ми недостига таа летна бавча. Малце треба градоначалниците на општините да размислат дека народот што живее таму не треба само да работи и да се врати дома да седи како во Германија. Тој живот не е убав. Треба нешто да се направи за граѓаните, буквално да уживаат. Па ние порано имаше Панаѓур. Едва и чекавме да отидеме на Панаѓур. Доаѓа циркуси како Медрано. Панаѓур во аеродром? Па не во аеродром, меѓутоа низ градот. Така, посебно новогодишните. Тоа беше вистинско задоволство во тоа време. Добро, сега тоа Уште купувавме честитки. Претворено во новогодишни базари. Во бизнис и ништо друго. Да, го нема моментот, кога ќе ставиш главата во пакетче, да се почувствуваш убаво. И сега, велиш, и не беше скапо. Не беше. Скапо ли е денеска да се живее во Скопје? Прескапо. Неодамна прочитав, група граѓани, не знам, се жалеа за цените по угостителските објекти, да се седне само на ручек, значи за 4-члено семејство, е навистина скапо и прескапо да можат луѓето да си дозволат да ручаат надвор. Во која насока ќе движиме? Земајќи предвид каков е стандардот, колку е минималецот во државата, просечната плата секако? Колку е зголемен на домашната кошничка во изминатава година до сега? Многу е зголемен. Многу е зголемена. Да се биде угостител е многу тешко во ова време, затоа што ние треба да функционираме 3:1, што значи 33% даваме за режии, за струја, вода, кири, плати, придонеси, се што треба. 33% даваме за производи, за продукти со кои што мораме да зготвиме храната и на крај 33% треба да останат за оној што го направил ресторанот, угостителскиот објект. А да се направи угостителски објект, кујната е колку еден стан, салата е колку еден, тоалетите се како уште еден помал стан и терасата надвор исто колку еден помал стан. Добро, ние граѓаните го гледаме менито и цената. Тоа не ни интересира. Сега, ако цените пред една година биле 30% пониски, а продуктите поскапеле 30% повеќе во годината, дали мислиш дека цените во рестораните треба да останат исти? Не мислам воопшто. Нема шанси, нема теорија, затоа што и за угостителите поскапеле продуктите. И он мора да ги плати луѓето што работат на крај на први, никој не прашува имаш, немаш. Него плата кога ќе има, всушност не треба ни да прашаат, угостителот, правиот угостител, сам ја дава платата, ја пушта на сметка и се си е во ред и луѓето се задоволни, меѓутоа многу стана поскап животот. Не можеме да очекуваме да имаме цени како пред неколку години.
Едноставно сето тоа си е поврзано едно со друго. И повторно цените, ако идеме 1:3, во многу угостителски објекти за да преживеат, за да функционираат, за да го издржат сето ова, цените не е 1:3, него 1:2, 1:2,5. И заработката на собствениците е многу мала, ама желбата е голема. По друга страна се повеќе никнуваат угостителски објекти и ти Сите го мислат, напомена тоа, или сите, пробуваат, или сакаат да пробуваат Сите нешто мислат дека ќе се збогатат, дека ќе на имаат тој начин. убав живот ако отворат угостителски објект. Луѓе, треба да живеете и да растете со тоа, да разбирате дејноста и комплетно занаетот, за да се наречете угостители. Сите оние други, нека им е Господ напомош. Бира ли скопјанецот, бираат ли луѓето кои што живеат и делуваат во Скопје, каде ќе седнат и на ручек, и на кафе, и на... Таму кај што им е најевтино во моментов, за жал. Не се бара квалитет, затоа што квалитетот чини повеќе од неквалитетот. Секоја чест имаме ресторани, кафеани кои вистински си ја работат работата и се за почит. Ама тоа се угостители. Он ја разбира италијанската фантазија, германската прецизност и арапската услужливост, токму она што треба да го има секој чорбаџија. Сите оние другите тешко. Даваат ниски цени по интернет сајтови, на социјални мрежи, даваат големи попусти. Зашто работи тој човек? За тие што ќе дојдат и да плати данок на државата и вработените. Не се функционира така. Нека дојдат во угостителското училиште, ние сме тука за сите, да, ите повторно ќе да го ви споменеме помогнеме. Лазар Танев, средното училиште на град Скопје, уписите Поминаа, меѓутоа Помина. нема многу деца, 50-тина во првиот упис, за жал. Помина и вториот, многу малку се пријавија. И тоа е веќе голем проблем. Потребен е работник плюс во секој угостителски објект, па дури и во тие најмалите. И тие А преку нема- лето одбираат младите да работат на страна. Па да, меѓутоа, таму, окей, да се научи медитеранска кујна, да се научат други култури и сето она што поради кое одат таму, најчесто одат да заработат пари, со многу големо незнаење, работат многу повеќе од тоа што треба да работат, значи 10-12 часа, со цел да заработат што повеќе. И усари они ќе го научат тоа што се прави во ресторанот, а друго ништо нема да научат. Тоа не е учење на медитеранска кујна. Медитеранската кујна почнува од почетокот, кога ќе те земат со кајче или барка, како што викаат во Хрватска, ќе те однесат на море, ќе фатите риби, ќе фатите школки, ќе ти објаснат какви се тие риби, на кој начин се спремаат, па какви се школките, па ова, па она. Така се почнува. Не се почнува одам да работам. Океј, и овде можеш да работиш, и овде ако работиш 12 часа, ако зимаш основна плата 40, ќе заработиш уште 20 и ќе добиеш 60.000 денари, а двајца со 60.000 денари веќе може да се помине месецот. Не може би не може да се трне нешто на страна, меѓутоа може да се помине месецот. Бегаат сите, таму се нестрекни, затоа што се прво далеку од дома, затоа што ја гледаат само работата и собата во која што спијат, и ништо повеќе. Еве, имаме македонец наш, Дејан Карапеев, кој беше еден од тимот што го носе во Кина. Тој е наш македонец, кој во Сплит има 2 ресторана, кој 7 години работел на брод. Ја научил основата, го научил системот. Луѓето го прифатиле, ги прифатил и он нив, и он функционира. И сака да функционира по правила и по прописи за тоа што е дете од Лазар Танев, за тоа што ја научил основата, имал желба да продолжи понатаму, вложувал во себе и денеска работи вистински добро и почитува закон. И јас му се јавив пред сезоната во мај, во мај му се јавив за еден мој пријател, за неговото дете, да го испратам со цел да научи. Ми вика, не, 3 месеци се чека дозвола, јас за нова година зимам луѓе од кај нас, им средувам документи, честно. Има ли деца од Лазар Танев кои што одлучуваат да продолжат да работат во градов и тука да си ја пробаат среќата? Децата се многу стрекни поради тоа што одат на надворешна практична настава. Кога се вратат назад во училиштето,
они се среќни, они раскажуваат што правеле. Дека нешто научиле, дека овој прави вака, оној прави така. Ги кажуваат и негативностите. Меѓутоа, ни дома секогаш не е добро, да бидеме реални. Така? Една работа треба угостителите да сватат, она што преска го споменав. Децата не се готови работници. Не се спремни уште да се рачунаат дека можат да обработат работите и да заменат некој искусен работник. Детето треба да стои до искусен работник и да прави се што ќе му покаже. Кога ќе го заврши тоа, да и чисти, да каже јас сум спремен што треба друго да работам. Дени, можам комплетно да отстапам да ја водиш емисијата, тоа не е случајно, тоа е заради твоето телевизиско искуство, веќе те препознаваме и како таков, меѓутоа професор и готвач, секако сето тоа на куп, каде се чувствуваш најсвој? Мене ми е тоа омилено прашање. Дома. А Скопје дома ли ти? Дома, Скопје ми е дома, Скопје е мој дом, Скопје ми е во душата, го сакам мирисот, аромата на липите. Го сакам скопското кале, го сакам Бит пазар, големиот пазар, многу често одам таму. Ја сакам чаршијата, ги сакам нашите стари населби. Пример, знам да земам сопругата со мотор, она е од Битола, да ја шетам низ Скопје, посебно Ѓорче, каде што сум израснал, таму бевме до прво оделение. Меѓутоа, уште имам убави спомени, Треска, Вардар, значи Матка, Катланово. Значи, има многу места поради кое јас го сакам Скопје и многу зошто. Постојано одиш и надвор од градот и надвор од државата. Би се преселил ли, можеби за подолг временски период, си размислувал и на таа тема? Балканот навистина го сакам. Меѓутоа, сакам и да живеам во град каде што навистина се почитуваат правила, има ред и е модерен град. Меѓутоа, тоа се огромни градови. И да живееш и да функционираш таму е многу тешко. Ти требаат час и половина да стигнеш до работното место. Час и половина да се вратиш назад, тоа се веќе 3 часа. 8 часа да работиш, веќе се 11, отишол денот. Не сакам таков живот. Скопје го сакам, Балканот го сакам, Македонија ја сакам, затоа што овде имаме слободата, овде сме своји. Овде сум најсреќен. Овде имам и вистински пријатели, не се многу на број, меѓутоа се вистински. Овде го познавам градот, ги познавам обичаите, ги сакам празниците. Уживам. Многу убаво речено, многу убаво резиме на сето оно кое што можевме вечерва да го слушнеме ова попладне токму од тебе. Многу ми е драго, ужива во целиот разговор. Јас постојано те следам и тебе и твојата кариера, секако и на социјалните мрежи. И многу ми е кејф, така ќе кажам, кога наши луѓе се горди амбасадори и на традицијата и на храната, секако на главниот град и на државата. Ќе посакам уште безбројни успеси секогаш пред малите екрани, пред медиумите да раскажуваме приказни за македонци кои што навистина не прават горди. Многу ми беше чест што беше дел од Скопје ми е дома. Ти благодарам што ме покани, со вистинско задоволство дојдов. Сега јас сакам да ја пофалам и да ја поздравам кинеската амбасада во Скопје, која ми е одличен соработник. Да ја пофалам и да ја поздравам нашата амбасада во Пекинг, бевме гости кај нашиот градоначалник Сашко. И едноставно да ги поздравам сите мои колеги од Лазар Танев, да го поздравам менеджментот и најголем поздрав до нашите ученици кои се нашата гордост и душата на нашето училиште и секако поздрав до сите мои пријатели и фамилијата. Ти благодарам уште еднаш, со вистинско задоволство дојдов како што кажав и за Скопје би говорел многу. Секогаш има што да се говори и да се каже за главниот град во кој што сите да сме одлучиле да... Скопје е мој град. Сега малце чукнав тука на микрофонот, ама... Благодарам, Дени.
Ви благодарам и вам, почитувани, за времето, за вниманието. Се надевам дека бевме интересни, дека го задржавме и овој четврток вашето внимание. Разговарав со Дејан Христовски, верувам дека на повеќемина од вас ви е веќе и познат. Го знаеме и како ТВ лице, меѓутоа секако како професионален готвач и професор во Средното стручно училиште Лазар Танев овде во главниот град. Јас ви најавувам наша наредна дружба, знаете, наредната седмица, наредниот четврток во истото време на Вистинска телевизија. До тогаш останете добри, чувајте се и се гледаме за една седмица. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја